СДСМ во Штип спроведе тендерска лизгалница и новогодишните празници ги зачини со скандал и криминал. Со вакви обвинувања излегоа денес од опозицијската ВМРО ДПМН, потенцирајќи дека лизгалницата е поставена еден ден пред да бидат отворени тендерските понуди. Како е можно компанија која уште не е избрана на тендер да врши работи за општина Штип? Како е можно компанија да знае дека е одбрана уште пред да и биде одобрена понудата? Како е можно да се вршат услуги без да е потпишан договор и без да е добиен налог за работа? Како е можно проценетата вредност на тендерот да е идентична со понудената сума од компанијата? Поради ова од ВМРО упатија повик до обвинителството и до полицијата. Да ги споредат датумите на потпишувањето на договорот и поставувањето на лизгалницата на плоштадот. Да проверат кога е издаден налог за работа, кој го издал и дали тоа е истиот ден кога е поставена лизгалницата. И за крај, да проверат дали е ова сделка од цели 800.000 денари во 4 очи, од која некој многу добро ќе се офајди. Воедно ги повикуваме надлежните институции да превземат итни и неодложни истражни мерки за тоа како се потрошени 800.000 денари за услуги од времетрајање од само 15 дена. Да се утврди виновник, а градоначалникот да превземе одговорност за направената штета. На обвинувањата од страна на ВМРО ДПМН од општина Штип реагираа со писмено соопштение. Времето во кое се договараа провизии, се местеа тендерски постапки, се монтираа судски случаи и се спроведуваше селективна правда, заврши. Општина Штип работи согласно законските норми и прописи во Република Македонија. Од таа пракса, нормално не е исклучок ниту постоечкото лизгалиште, за кое имаме јавна набавка, транспарентна и отворена за учество на секој заинтересиран правен субјект кој ги исполнува тендерските услови. Лизгалиштето кое во моментов е поставено е на барање и комплетен трошок на фирмата во чија сопственост е истото. Сето тоа е во интерес на времето, граѓаните да имаат дополнителна опција за забава во предпразничниот период. Се вели во реакцијата од општината.